Още един двобой, в който Спартак Варна показа, че знае как да се бори, показа, че знае как да се изправя срещу грандовете в България, да печели и точки от тях. Дали обаче точката, спечелена днес от Спартак Варна, е удовлетворяваща, имайки предвид развоя на срещата, разбираме от наставника на днешните гости Гьоко Хаджиевски. Господин Хаджиевски, поздравления за резултата, поздравления за спечелената точка. Има ли обаче и леко разочарование, че отборът ви веднъж излязъл напред в резултата, не успя да стигне и до победата? Какво разочарование да има? Значи, ние игравме против 14-кратен първак на 13-14 пъти първак на България. Велик отбор, много голем и клуб и футболисти, 20 футболисти, не знаеш кой от тях е по-добър. На всяка позиция по 2 футболиста. И сега ние за 3 месеци направихме отбор, който, ако не повече, бар игра футбол. Ние настояваме да вкараме гол, да се защитаваме, но и бързо да нападнеме. И въпреки това, че изедначи Лудогорец, нормално има тие още неколко добри, сериозни голови положения, къде може в второто полувреме да дадат още един гол, но имахме и ние. Истината е дека имахме най-малко 5-6 100% ситуации каде можеме со некој разигрување по-добро, но не замерам јас на момчињата за това. Важно е да најважно всичко точка е голема против Лудогорец, но повеќе од всичко е што видов дека ние можеме да играме дали дома или надвор со всички одбори да играме нормално. Освен всички позитиви, за които говорите, видяхте ли още един позитив в момента, в който след едно силно полувреме за вашия тим, Лудогорец стартира ударно втората част, отбеляза гол, но след това Спартак Варна не се прибра, не се отказа и търсеше и още едно попадение и победата дори? Не, ако направите статистика во нашите мачеви, ќе видите дека неколку пати ние се врштаме после гол. Јас искрено вярвав дека можеме да дадеме уште еден гол. Не се уплашив дека после 1-1 дека ќе го загубиме мачот. Чакав момент и имаше таков момент, зашто Лудогорец второто полувреме, последните 30 минутки играше со 2 централни нападатели, со 4 нападатели, како да кажам, многу офанзивно и тоа беше супер ситуација за нас да во контранапад дадеме уште еден гол. Не, уште еднаш ќе кажам, не сум разочарован. Всичко кое заврши по-добро за нас не може. Да, можехме да биеме мачот, но не треба да трчаме. Ние и со 3 точки и со 1 точка, па ќе бидеме некаде тука близко. Ние не атакуваме на шампионат, не атакуваме на првите 2-3 места. Казавме и порано дека нашето желание е да останеме спокојни во средината на табелата, да играме убав фудбал. И ова амбиент кој го направија нашите фанови од Варна, на Спартак, Соколи, јас наистина не знам како да ми се одолжам. И во овие последни моменти во кои тие се раздават, дават целата своја љубов, срце, да покажат колку се верни на клубот и колку хора дојдеа денеска на мачот, најголем подарок за нас е и неизмерно сум шаслив заради тоа. Вие и футболистите изглеждате обединени, феновете изглеждат обединени, феновете и клуба изглеждат обединени, но няма как да не споменем и за проблемите, които има извън терената. Те как влияят и по какъв начин се справяте с напрежението, което неминуемо идва и у футболистите? Како се справяме? Имаме обещание од раководството дека всичко прави да го реши проблемот. И јас мислам дека не сме ни први ни последни во ваква ситуација. И големи клуби идвале во таква ситуација, како нас сега. Знаеме дека дојдовме без генерален спонзор во началото на шампионатот, дека трудно се справуваме со финансите, но и БФС, мислам, Фудбалската федерација треба да не поддржи, ако веќе правиме нешто за да ги намириме. Ние не отказваме, ние не викаме дека нема да ги заплатиме парите. Ние правиме всичко кое можеме да собереме пари и да ги дадеме НАП или федерација каде треба. Јас сум убеден дека ќе собериме, али сум убеден и дека Фудбална федерација ќе не поддржи и
ще поможи во овакви моменти за нас трудни, зашто се работи за еден одбор којето идва многу млади фудбалисти, да не забраваме, ево пред неколку дена сичките горди се на националите младежите кои со Чешка бија, ево двајца денеска наши фудбалисти се, значи ние да ги спреме сега да не играат би било жалко навистина и затоа се надевам дека ќе не подржат. Благодаря ви. Всичко најдобро. Мерси.